Здраво и живо, добро вечер, драги мои. Добре дојавте во уште една епизода од мојот омилен, драг и можеби за сега и најден интересен серијал во центарот на маргините, што туку од епицентарот во Косово и земјотресов кој сите не потресе и на нервни слом донесе, се селиме во нашиот овде маргинизиран, централизиран и стресиран еден кој пред малку не потсети дека сме живи и животот е вреден, земјотрес кој баш онака ја затресе, мушки речено, како живеам во зграда од 1957 и го преживеала земјотрес од 63-та, која е цела со лузни да сведочат од таа една катастрофална, погубна и трагедија неповторена, никогаш да не се веќе такво нешто кај нас и на цел свет. Дај Боже да се исчезне оваа природна појава која за мене под број 1 да ми прави страф и ми клеца колена, па така и мојов стан е исто под зидовите сиот со лузни потсетник од земјотреси, знаејќи дека на стаклени нозе зградава стои, се бори. Секој ваков потрес е за нас потенцијален дека се затрупавме готово, више ние визуализираме, фантазираме дека заминавме, дека толку ќе не бараат со лабрадори, ќе не душкаат, ќе не вадат од под урнатини. Па што ми е сега поентава, да кога гори, кога е тешко умака, лесно е да се тантара-пантара и црнила бензин на ватра додава, но тука сме ние да ја обрнеме, ја окренеме и на позитивно ја атмосферата една пренесеме и ве вратиме у една, како да ја наречам, говорот мој се гледа колку сум потресен и падавичар, така ми едва склопувам говор да го изговорувам и видео снимам, актуелно и интересно, забавно, како приказка, да сега кога е ситуација жешка тема да биде на сцена и да со него една утеха кај сите пласирам во етерот, ја аплаудирам, да една жива вистина ќе ви раскажам. Во зграда кај кројачот чувен Ангелковски од антика, урбан кројач скопски, на времето и единствен таков елитен, кој се наоѓа дијагонално одма спроти Симпо Карпош, да зградата одма што е Ангелковски има клучар доле, била направена на времето со шините кои биле вадени и од градов Скопје, кои проаѓале низ Капиштец и не знам каде, од кај Стара железничка, и орбитирале тука на урбанава територија, и кога нели све тоа демонтирале, шините биле креативно искористени, наместо да се прават од арматура столбови и да се, нели, класика зградата гради, било нешто како доста појака варијанта и опција
наместо, како кажав, арматурата и армиран бетон, нели, да се крева, да се надоградува, биле ставани како потпора, како една снага и сила да ја крева и да ја бетонира, зацврстува, што се покажало у пракса за нешто прејако, а тоа е материјалот од кој е правена, дизајнирана, креирана за возови шинава, по која секојдневно тие минуваат. И значи зграда една пар екселанс, до ден денеска влакно не и фали, нема гребнатинка, лузна, стои како да е вчера задзидана, но што ми е поентата, пикот и темата, да кога ќе се соочиме со оваа ситуација панична, една ваква хаотична уплав, се стресираме, се шекери вода пиеме да се смириме, дали да бегаме, дали да пред зграда спиеме, у кола се паркираме и негдека на отворено ноќта ја минеме, но све се тоа залажување и приказки. Ако ни е пишано, уште никој од него не се спасил да пишаното го избрише и го превари. Така било и овој ден, кога тој фамозен 63-та земјотрес потресол и пола моје мало го правил пепел. Токму таа зграда на приземје човекот кој живел и по логика, нели, автоматски прв ја фатил дим да го нема џом, да ја бега. 5 чекора го делеле од излез од влез и веќе е на партизанска на отворено и глава спасува, но како велим од пишаното не може да ја зафркне работата. На сам ти излез од влез, на прв чекор паѓа саксија, у глава го мава, фикере, патос, обш глап, кикирик лап, на место го става, да овие од најгоре останале не бегале, овој од 5 чекори од влез да ја кидне од приземје. Пишано му било да тој ден се финиширало неговото постоење и така да бегале не бегале, ако требало ние да ја у 28 димензија летаме, ќе си најдат чаре тие кои им е тоа работа, да не носат таму, да не земаат, да не тераат од планетава, да не на клоци летаат. Па ете, иако сум како падавичар и се дткам, се кочам, се не знам кај е лево да го терам, пробувам да бидам, нели, хумористичен и позитивен, да у таа насока ја веслам. Колку ќе успеам не знам, но тоа беше од мене, што сакав да, божем, ја истерам на забавно и со некој таков тоналитет ја раскажам оваа приказка вистинска, ама како гледам, признавам, не ми добро успеа, ама познат сум по тоа да не фолирам, режирам, читам, креирам, туку од прва што исфрлам, тоа е, го снимам, го објавувам и далje терам. Ве поздравувам. Останете ми живи, здрави, па за 100 години, како и да е, цела планета 8 милиарди, ќе миришеме љубичици од доле, од корен. Чао, чао.